Нови мегапаркови, вклучително и преадаптација на депонијата Вардариште, како и 50 други мини паркови, ветува кандидатот на ВМРО ДПМН за прв човек на Скопје, Орце Ѓоргиевски. Предвидуваме и мегапарк Вардариште, што ќе претвори поранешната депонија во европски пример за зелена рекултивација. Градска шума во расадник во кисела вода, најголемиот зелен проект во урбаното подрачје. Мегапарк долж булеварот Христијан Тодоровски Карпош, првиот зелен коридор од ваков обем во Бутел, како и проектот Скопски зелен архипелаг кој предвидува 50 нови малски паркови низ сите делови од нашиот главен град. Дополнително, ќе извршиме целосна обнова на градскиот парк во Скопје и паркот на природата во Гази Баба. Мегапарк ќе биде граден и во Карпош до улицата Скупи, на лепенец на површина од 500.000 квадрати, вели кандидатот Лукровски. Тој потек кој го покажавме ќе бидат изградени како спортски капацитети за забава на младите, ботаничка градина е планирана во средината, ќе предвидени се и картинг патека со европски стандарди. Се надеваме дека ќе успееме да донесеме европско првенство во Карпош. Екомерки за Куманово пак ветуваат од коалициската знам. Поставување на соларни панели на јавни објекти, установи, институции и енергетско ефикасни фасади. Интегриран систем за селекција, сепарација, транспорт и преработка на отпад. Дигитална контрола и мониторинг за регулирање на бучава во угостителските објекти. Видеонадзор на јавни површини и точки од јавен интерес за заштита на живот и животната средина. Кај лидерот Мицковски се уште фокусот во кампањата е да ги увери гласачите дека постои разлика помеѓу ВМРО ДПМН и опозицијската СДСМ. Кабелот е неизоставен дел од подсвеста на Венко. При здрав разум излезе и не убедуваше дека кабелот бил виновен што модуларната болница изгоре. А не системот кој што го распаднаа во тие години додека здружно ја деля власта со Демократската унија за интеграција. Венко, кабелот не може да биде никаква иднина, туку само добар слуга. Карванот на коалицијата на ВМРО ДПМН денеска поминува низ Долнин и Македонски Брод, а централниот митинг е во Кичево. Катерина Нешкова, Сирел телевизија.